Простото момче со скршената кација. Чита Александар Стадојков. Ја се скршила кацијата на една жена и му ја дало на сина да ја однеси в град при некој коач да му ја завари. Момчето било малце будалесто. Ја однесло кацијата на коач и му ја заварил. Арно ама, бидејќи момчето било будалесто, коачо не му ја заварил као што треба. Одејќи си за на село, го начекал некој од селаните него и му ја зел кацијата да му ја види како му ја заварил, и од која ја видел ти не била заварена кацијата арно, ја заклацка главата и му рекол: ништо нема да ти се стори од оваа работа што се ја сработил, бре човече, нафиле што се мачиш. Бидејќи будалесто момчето и слушајќи тие зборови од познатиот свој селанец, и клал во умо и одејќи по пато си преговарало. И за несреќа негова дошол до еден човек што садел еден бостан со лубеници и дињи и застанал да го гледа човекот како сади семки и си велел: ништо нема да се стори, нафиле што се мачиш. Слушајќи бостанџијата тие зборови, Милели беше се налутил и го грабнал за врат момчето, та му удрил еден ќотек, дори рекол доста. Ама бре стрико, му рекло момчето, што ти сторив, што ме тепаш толку? Како бре, што ми стори, свински сину, му рекол човеко, како ми благошааш да нема ништо за бостано? Ами као да речем бре стрико, му рекло момчето, мене вака ми рече еден човек да велам и така велам. Еве као да велиш, му рекол бостанџијата. Арно си го правиш здравје да си го јадиш стрико. Така да велиш. Разбра сега, али не разбра. Ај сега, не стои пред мене да не ти удрам неколку стапови. И клало во умо момчето тие зборови и одејќи си по пато си преговарало тие зборови за друг таксират. Еве ти го еден човек кај се серал во еден ендек до пато и го слушал како велел: арно си го правиш со здравје да си го јадиш. Рипнал човеко од ендек и му легнал со стапо да го тепа и да го суди. Али со здравје да си го јада бре песи сину, еве за тебе како треба. Удри и суди, ама бре стрико, кажи ми као да велам и не тепај, му рекло да човеко момчето. Еве као да велиш бре пезевенка, што ми го стори ќеот. Ете, така се вели на тој што се сери, ај сега, крши си глава од тука. И клало тие зборови во умо момчето и почнало да си преговара. Поминувајќи крај едно село, видел еден мртвец кај го носат на гробиште да го закопат и застанало да го гледало мртвецо и си вели: што ми го стори ќеот. Слушајќи го луѓето што го носиле мртвецо, му се вратиле и го скапале од ќотек. Аман те бре браќа, што ви стори што ме тепате? Као што ни стори бре копиле, му рекле. Кога се радува што ти не умрел човек и велиш што ни се стори ќеот. Ете за тоа те тепаме, чу се али не чу. Арно ми као да велам од сега вамо, кажете ми. Кога го чуја луѓето дека рекол така, го поздале од тие некој будалес и му рекле: за умрен од сега вамо да велиш: Бог да го прости, вечна му памет. Бог да го прости, вечна му памет. Така да велиш, момче, од сега вамо. Си клало во умо тие зборови и одејќи по пато си преговарало. Дојдејќи до едно друго село, еве ти една невеста кај ја носат сватовите узето. Застанало момчето да ја гледа свадбата и да си вели Бог да го прости. Слушајќи сватовите оти вели така, му легнале да го тепаат со тупаници и да го судаат. Аман те бре браќа, зошто ме тепате, што ви сторив? Како што ни стори бре куче, кога ни ја колниште вестата и зето? Така му рекле. Како да велам од сега? Му рекло момчето. Као да велиш, еве као да велиш, а ирлија да ви е радоста да се ќердосаат и една штрамо за веко. Така да велиш, разбра сега, али не разбра. И клало во умо тие зборови момчето и одејќи си преговарало. Кога дошло до неговото село,
видело кај се тепат двотројца селани и тоа застанало сеир да гледа и да вели, а ирлија да ви е радоста и да се ќердосаат. Слушајќи тие зборови селаните, амилели се налутија и се остаија да се тепаат, тати го натепале момчето, дури му втасало, и така кавгата се свршила и момчето си дошло дома со пустата кација на 6-7 места тепано. Еден бавчанџија главил едно момче за да му продаа зарзаат на Сергија. Со прво му наредил Сергијата со лук. Вака ќе го си го редиш момче луко, му рекол бавчанџијата. Немој да стоиш као некој дрво кога ќе викаш, кога ќе викаш некој човек. Ела лук, ете така, ела лук, разбра? Ете така, ела лук, ќе му велиш на луѓето. Од кога го научи шутото момче бавчанџијата, си отиде по работата. Почнал калфата да вика како што го научил мајстором, без да види човек. Или ако види и да му речи ела пријатели или ела брате да ти дам лук, ами само си викал ела лук, ете така, ела лук, ете така, ела лук, ете така, Секој што го чу и го виде тоа будалесто момче, се смеел и му се шегувал, за дури до денеска да му се шегуваат.